Ова утро темата со моите денешни соговорници Татјана Илиевска и Кристијан Давидовски, кои што се биоинформатичари, ние доценетиот говор кај децата. Дали може да се излечи преку биоинформатика и што всушност е биоинформатиката, накратко еден вовод за гледачите. Добро утро до вас. Добро утро. Добро утро, Татјана. Дека вас знаеме честа гостинка сте биле и кај нас, па и Кристијан, да слушнеме како може да се излечи злоцнетиот говор преку биоинформатиката. Кристијан. Прво треба да дадем еден краток вовед за тоа што е во основа за останат говор. Малку станува збор за почест проблем во денешно време. Малку поширок спектар на проблеми се тука, значи не е само задоцнување на говор изолирано, него станува збор и за малце поспецифична дисфункција на нервниот систем, на имунолошкиот систем, на ендокриниот систем. Да. Во суштина се третира, успешно се лекува и излекува во голем процент. Во помал процент е потешко затоа што не станува збор само за задоцнување во говор, него веќе станува збор за многу покомплексно заболување од типот на спектар аутизам. Така да нема конкретно 100% одговор, но да, успешно се третира нели кај поблаги форми. Зборам кога станува збор чисто изолирано само за проблеми нели со говорот. Добро, кога веќе отворивме таа тема, морам да ве прашам за задоцнат говор, до која годишна возраст се вели дека нели детето треба да напълно започне да говори? Постои ли такво правило? 3, 4, 5, 6, 7, кој е задоцнат говор уствари? Кој дете има задоцнат говор? Видете, има деца кои што апсолутно идеално, нормално функционираат и нервниот систем кај нив е сосема во ред, а пример имаат 2,5 години или 2 години, 10 месеци до кај 3, а се уште не зборуваат. Интересна работа, веќе родителите треба да го следат и однесувањето кај децата, не само говорот. Може да отсуствува говорот, детето да е бистро, интелигентно се снаоѓа, значи си наоѓа свој начин за комуникација со средината. Сакам да кажам, нема простор за паника доколку е 2 години и нешто до кај 3. Меѓутоа, и плюс да е, да. Да, не е толку, има и деца, затоа ја кажав, треба да се гледа генералната слика. Значи не само задоцнетиот говор. Задоцнетиот говор не е патологија сам по себе. Може да е некојаш стварно задоцнет и да не укажува на никаков проблем. Затоа нели Татјана сака да каже, јас да ја дополнам дека станува збор да се следи целата генерална слика. А меѓутоа еве ако нешто се сомневаат, кај нас многу детално се гледа функцијата на нервен систем. Какво е однесувањето, дали се во ред, дали логиката, учењето, фокусот, концентрацијата, дали социјализацијата е во ред. Значи, може да се провери и тие да се опуштат, ние им кажуваме, имаме и такви дечиња, и гледаме дали тоа дете и самото природно ќе си прозбори. И тоа може да се види. Многу интересно, има деца кај кои што таа потреба за комуникација не им е се уште дојдена, а се е во ред. Меѓутоа, тие се уште не чувствуваат потреба дека тоа е начинот на кој што треба да искомуницираат со средината. Да. Така да, може да е апсолутно се во ред, може да е најава за нешто друго и да е симптом пропратно заедно со други симптоми, не само тој, нели? Па да имаме некој друг тип на отстапка. Меѓутоа, еве за родителите кои што се сомневаат и кои што нели им е тоа како проблем, нема родител кој што не се грижи за своето дете и сака да биде идеално здраво, може и тоа да го направат чисто како проверка, па да се види каква е состојбата. Така, доаѓаме до она прашање како изгледа сега нели прегледот кај дечињата со задоцнат говор и што понатаму. Кај дечиња трае многу побрзо таа дијагностика. Значи имаме една пократка програма посебна за нив. Тоа може би трае 2-3 минути, само треба се држат 2 електроди поставени на рацете, на нозете и на главата, за да може повторно да се измери тој мембрански потенцијал. И во рокот тие 2-3 минути, нели, ако не седи детето мирно, овде сме сите цел тим, ќе помогнеме, малку ќе го поддржиме и завршува скенирањето и пак детално убаво се гледа се. Детално како функционира тоа дете. Нервниот систем како е, дали спие, дали има фокус, меморија, дали има проблем со некакви погласни дразби, центарот за говор каков е, однесувањето какво е, дали е хиперактивно, апсолутно се гледа. И сепак, ако треба да се помогне некаде, ние им предлагаме соодветна корекција на тие родители, дека може да се даде инструкција за тие сегменти од нервниот систем идеално да функционираат и тоа дете да прозбори многу побрзо.
во суштина. Да дополнам околу диагностиката. Нема струја, не пушта струја, не пече, Сакам не да прашам боли, дали ќе боли, дали ќе има негативни последици, електроди спомнавте. Звучи страшно, но не е воопшто страшно, затоа што тие електроди не пуштаат струја, него тие електроди слушаат. Значи тие суптилни мали електроимпулси што нашето тело ги испушта, тие електроди ги слушаат, така да нема ништо Јас ќе ве прашав, чекав да заврши Татјана, дали е опасно, па морам да прашам заради нели гледачите, да им се објасни, мене ми станува страшно електроди кои ќе слушнаме. Затоа викам зборот електроди нели асоцира на нешто страшно, на струја, не. Во случајот не пече, не боли, значи пак ќе кажам, тие електроди не испуштаат струја, тие се електроди кои што слушаат нели суптилни електромагнетни импулси, да ги кажеме. Значи нешто налик на ЕКГ или ЕЕГ. Не боли, малку е досадно, 2-3 минутки треба да биде релативно мирен, да, и тоа е тоа. Ништо страшно. Што понатаму, доколку се укаже дека постои тој задоцнат говор кој што го зборуваме. Исто така, ништо страшно, се изготвува тој така наречен технички алгоритам, кој што треба да му се даде на тој организам, да го наречеме, или на тоа дете. Тој алгоритам исто така не е ништо страшно, тоа се едни малечки микропроцесорчиња кои што во себе ги содржат и инструкциите и информации. Тие се носат прилепени на кожа, со обично фластерче и толку. Толку едноставно, да. Се користат дома, во домашни услови, нема исто во нив струја, нема батерии, нема ништо страшно. И тоа ќе ве прашам што има во тие, и Татјана има залепано едно. Како се вика? Како се вика ова што го Микропроцесори. Микропроцесор. Еве и Кристијан има микропроцесори. Тоа го доставаат и децата. Некои од нив, да, вака изгледаат. На лица место да покажам. Додека сме се уште тука да видат и гледачи. Јас ќе ги одлепам од себе. А зашто ги носите вие, Кристијан? Малечко микропроцесорче. Ова во случајот е тест нели за одредена нова една серија што ја користиме, што треба да се пушти во употреба, така да тоа е тоа што сега се експериментира. Односно, ние сега тие што ги даваме се многу помалечки микропроцесорчиња, само ова внатре што се гледа крупче, а во иднина ќе бидат сите вакви. И на нив ќе пишува за која намена се. Ето, може да снима и камерата да. Има за спорт, како изгледа. имаме за стрес, имаме за подмладување, така. Тоа се веќе готови продукти кои што нели некој па и нема потреба од некаква диагностика или преглед, ќе може да дојде во центарот и за таа намена или за несоница, пример, му треба за тоа, ќе си побара пач само за тоа. Со текот на работата изнајдовме одредени решенија кои што генерално делуваат кај сите. Пример конкретно за несоница или за подобрување на кондиција. Така да сега веќе да, тоа го направивме како една посебна мала линија, нели, каде што може некој буквално без диагностика, без нели да губи време да биде проверуван или испитуван, да може веднаш да го користи тој препарат, да го кажем. Јас благодарам на одвоеното време, можеме за многу теми да зборуваме со вас и да објаснуваме, широки теми се, но конкретно ни беше нели темата за задоцнетиот говор, доколку се утврди во центарот дека постои такво нешто, дека има решение, а тоа се ова микропроцесори. Благодарам за одвоеното време. Кој како сака, некој магнетчиња ги вика така да не, важно се разбереме, да. Благодарам. Да. Нема што, благодарам и на вас.